Здраво, јас сум Хекси и во ова видео ќе научиме се за основите на координатниот систем, како и за оски, координати и квадранти. Да почнеме од почеток. Воочи дека хоризонталната оска се вика X, а вертикалната оска се вика Y. Двете се сечат во нула. Овде во средината, познато како координатен почеток. Позитивните броеви се наоѓаат во овие насоки, а негативните броеви се движат наназад и надолу. Многу е важно да се запомни дека X е хоризонталната оска и секогаш е ориентирана од лево кон десно. Сега, кога знаеш како функционираат оските, да ги употребиме истите. Координатите ги запишуваме како два броја, разделени со запирка и поставени во заграда. Првиот број е X координата, а вториот број е Y координата. Значи, првиот број е за лево и десно, а вториот е за горе и долу. Например, мора да одиш преку ходниците, за да можеш да се качиш нагоре по скалите. Или можеш да запомниш по тоа што во англиската азбука буквата X е пред буквата Y. Да разгледаме кои се координатите на оваа точка. Паузирај го видеото, размисли и продолжи понатаму кога ќе имаш одговор. Координатите се 1 и 4, бидејќи точката е оддалечена едно место од почетокот хоризонтално и 4 места нагоре. Каде би било минус 4 и 6 на координатниот систем? Паузирај и размисли. Дали мислиш дека е овде? Значи, минус 4 во оваа насока и 6 квадратчиња нагоре. Координатите многу се користат во математиката, во GPS системите, во компјутерските игри и за пикселите на екраните. Овој координатен систем се нарекува и Декартов координатен систем, во чест на човекот кој го создал во 17-тиот век. Воочи дека координатниот систем е поделен на 4 дела, наречени квадранти. Забележуваш дека тие се нумерираат обратно од стрелките на часовникот, почнувајќи од 1 па до 4. Значи, имаме оски, координати и квадранти. Во друго видео ќе ги разгледаме хоризонталните и вертикалните линии, како и две важни диагонални линии. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.